Без одговор остана прашањето поставено од адвокатот на поранишниот градоначалник на Газибаба, дали бизнисменот Амзовски му платил на Бојан Јовановски 850.000 евра за специјалното јавно обвинителство, да го повлече обвинението против него за бесправно градење. Пораката што ја прочита адвокатот Страшевски во судницата денеска беше изведена како доказ против Боки 13 на судењето за меѓународен сојуз, каде тој се товари за измама и перење пари, а му ја напишал Амзовски на Боки. СЈО денеска го повлече предметот. Ти благодарам. Ајде сега да работиме. Одбраната неколку пати се обидуваше да добие одговор на што се должала пораката која Амзовски ја испратил, но на тоа се противеше обвинителот Бурим Рустеми. Прашањето не беше дозволено ниту од страна на судијата Ставрев. Оставете го Бојан, тој не бил овде во судница. Не е тоа наша работа. Истото го прашувате 15 пати и не го дозволувам прашањето. Потоа го казни адвокатот Страшевски со 1000 евра со образложение дека таквото однесување било непочитување на судот. Во време кога јавното обвинителство на Република Македонија има покренато постапка за нелегална градба на Ардијан Азмовски и Фине, веројатно и против Фијат Цановски, не знам точно, меѓутоа овие два предмети се тесно поврзани од аспект што повлекувањето на овој предмет против Ардијан Азмовски од страна на специјалното јавно обвинителство е по уплатата на рака од страна на Ардијан Азмовски, на Боки 13, евидентна е нервоза дека и обвинителството, дека и судиите, да не се дознае сета ова во јавноста заради тесната поврзаност меѓу овие два предмети. Одбраната останува на ставот дека одговорот на прашањето ќе покаже дека не се исплатени 270.000 евра од страна на Амзовски, туку повеќе од 850.000 евра за повлекување на обвинението за случајот ТНТ.